Почитувани жени менаџерки, почитуван председателе на Сојузот на стопанските комори на Македонија господин Трајан Ангеловски, почитувани представници на коморите, почитувани представници од бизнис секторот, почитувани представници од медиумите, драги пријатели и гости, дозволете ми да ви посакам топло добредојде на овогодинешниот втор поред Марили бизнис форум, насловен како економски перспективи за предвидлив развој. Моето име е Маја Кузмановска, доктор по економски науки и професор на Бизнис Академија Смилевски бас од Скопје, и денес ќе бидам вашиот домаќин. Може да аплауз за сите вас и за овој Марили бизнис форум. Многу ми е драго што во публиката освен жени можам да забележам и припадници на машкиот пол, и сите заедно ви благодарам што одвоивте од вашето ценето време и дојдовте да присуствувате на овој единствен од ваков карактер регионален бизнис форум во нашата земја. Почитувани присутни, почитуван председател на Сојузот на стопанските комори господин Трајан Ангелевски, почитувани гости од регионот, драги пријатели и соработници, ми представува особена чест да го отворам годинешниот регионален Марили бизнис форум, насловен како економски перспективи за предвидлив развој. Како што кажа и Маја, живееме во едно сериозно економско време, имаме големи економски предизвици, живееме во услови на бројни кризи, наталожени од долгата пандемија, од енергетската криза, од прехранбената криза, кои што пак предизвикуваат големи потешкоти на дневно ниво на сите сектори, меѓутоа посебно во економијата и во приватниот сектор, се случуваат големи финансиски шокови, се случуваат инфлаторни спирали, се случуваат кинење на ланците на достава на главните земјоделски производи и суровини за прехранбената индустрија, а пак сето тоа многу влијае на секојдневната работа на компаниите, на менеджмент тимовите кои што мора дневно да се борат со економските предизвици. Од тие причини се одлучивме за овие актуелни и горливи теми, се одлучивме за енергетика, се одлучивме за земјоделско производство и прехранбена индустрија и се одлучивме за личен менеджмент. Бидејќи се работи за комплексни и големи теми, фокусот е ставен само на дел од нив, односно во делот на енергетиката зборуваме за енергетска трансформација и добивање енергија од обновливи извори на енергија. Во делот на прехранбената индустрија, тука се присутни представници од реалниот сектор, од земјава, но и од регионот, кој што секој од свој аспект ќе говори за она што е реално случување во изминативе 6 месеци, кои се очекувањата, имаме ли прогнози за тоа како ќе ја завршиме 2023 година и што не очекува, односно како ќе ја пресретнеме 2024 година. Што се однесува до личниот менеджмент, зборуваме на една тема која што гласи лична трансформација како предуслов за создавање на менаџери на иднината. Навистина, ова е еден современ феномен кој што треба да го анализираме малку повеќе и да е поприсутен во нашата средина, а мислам дека оваа голема криза која ја доживуваме уште повеќе го потенцира овој феномен. Сите ние моравме да минеме низ многу трансформации, особено менаџерите, за да се соочиме со оваа огромна криза. Почитувани жени менаџерки, дами и господа, сакам да изразам мојата благодарност што денес имам можност да присуствувам и да се обратам на еден ваков регионален форум кој е специфичен по многу основи. А можеби најважно е тоа што е организиран од жени и посветен на жени. Не правам поделба на луѓето ниту по еден основ, особено по половата структура, но имам потреба да споделам дека се чувствувам привилегиран што сум обкружен со силни и храбри жени. 27 години постоење на бизнисот воден од Марили, жена е само потврда на вашата од страна на жена е само потврда на вашата пожртвуваност и истрајност, откажување и многу работа. 27 години постоење е потврда на упорноста и на силата која е повеќе од потребна во овие локални и глобални кризи.
Интересен е фактот што жените без разлика од кој дел на светот доаѓаат и на која култура припаѓаат и кој јазик го зборуваат, имаат способност да се обединат, да бидат водени од високото чувство на емпатија и грижа. Сите ние, барем еднаш во животот, сме се нашле во дилема и на раскрсница каква одлука да донесеме. Дали да заминеме од земјава или да започнеме собствен бизнис. Или како да избереме вистинската инвестиција. При тоа, свесни во какво кризно време живееме, исклучително нестабилно и непредвидливо, се поздравуваат оние примери кои одлучија тука да останат и да дадат допринос во развојот и растот на нашата земја. Еден од таквите примери сум и јас, кој пред 10 години се вратив во нашата земја. Истражувањата кои се спроведуваат од страна на Светската банка покажуваат дека компаниите кои се предводени од страна на жени се движи 33% во Европа, 50% во Јужна Америка и 47% во Источна Азија и Океанија. За жал мораме да констатираме дека во нашата земја статистиката се уште забележува минимален раст на жени пратенички, се уште не се доволно застапени на министерските позиции, во извршната власт, донесувачи на одлуки на локално ниво и на одлучувачки позиции во реалниот сектор. Но од друга страна, поголем е процентот на жени кои завршуваат високо образование, постдипломски, додипломски студии, споредено со мажите. А тоа значи дека во целата демографска слика имаат поголема застапеност и поголеми можности за напредок. Имаме домашна задача, како општество, да го подобриме дисбалансот во економска моќ, која е клучна препрека за постигнување на еднаквост, еднакви можности за сите, и тоа представува главна девиза по која треба да се водиме. Културата, жената и младите треба да бидат примарна обврска на секое општество кое гледа кон иднината. За таа цел потребен е заеднички напор за обединување на повеќе фактори. Државата, како клучна, политиките, компаниите, медиумите и самите жени кои треба да превземат одговорност за својата кариера и иднина. Но да се навратам на темата на бизнис форумот, која што се однесува на економските перспективи за предвидлив развој. И во овој контекст сакам со вас да ги споделам најновите видувања на Централната банка за она што следува во следните 2 години, а се поврзани со последните мајски проекции за македонската економија. Може да ја. Тата година македонската економија, односно глобалната економија, се соочи со уште еден шок. Спомнавте дека живееме во еден период во кој што кризите една по друга се надополнуваат и на тој начин и се зајакнуваат и нивните економски ефекти се, да речам, во неповолен правец, меѓутоа уште поголеми. Така да минатата година, она што одбележа беше уште еден економски шок, тој се однесуваше на војната во Украина, која што ја погоди целата глобална економија преку високи цени на примарните производи и секако пат на растот. Глобалната инфлација двојно се зголеми, достигна 8,7%, а во помалку развиените економии, за илустрација е даден примерот на земјите од Централно и Југоисточна Европа, таму инфлацијата достигна дури двоцифрени стапки и изнесуваше во просек 13,5%. Македонија не беше исклучок, ќе спомнам потоа и за нашите остварувања. Какви се очекувањата? Значи, тоа бе остварувањата. Какви се очекувањата на меѓународните финансиски институции за следниот период? Значи, според Меѓународниот монетарен фонд се очекува глобалната инфлација да продолжи да забавува. А таа ќе забавува и ќе достигне некаде околу 5% во 2024 година, што значи дека дури во 2025 година се очекува централните банки да конвергираат кон нивните таргети, односно да се вратат на некој историско ниво на инфлација во 2025 година. Во однос на растот, глобалниот раст ќе забави, ќе биде 2,8% во 2023 и потоа ќе забрза, меѓутоа многу умерено и ќе се одржува од прилика во следниот период на тоа ниво.
Овие проекции, како и сите, се придружени со ризици. И се уште живееме со овие ризици, кои што може да се материализираат и кои што можат да ги променат и овие очекувања за кои што зборував и за кои што ќе зборувам. И овие ризици не се малку, како што ги забележувате, меѓутоа се однесуваат на можна ескалација на војната во Украина и повторно раст на цените на енергенсите. Тоа е неизвестно со која што се уште живееме. Понатаму, посилно затегнување, односно уште повисоки каматни стапки од оние кои што се очекуваат од страна на централните банки гледано глобално. Стрес во финансискиот сектор, предизвикан делумно и заради зголемувањето на каматните стапки. Знаете, имавме една епизода во Соединетите Американски држави, меѓутоа, за среќа, брзо се реагираше и тоа не се пренеса во финансискиот систем. Фрагментација на глобалната економија заради поделбата која што имаме заради тековните состојби во Украина и послаб раст на кинеската економија како втора поголемина во светот, која што е моторна сила на глобалниот раст. Крајот на 2019 година па се досега е дека зеленото кредитирање бележи континуиран раст. И тоа е зголемено за 114%, односно за 8 милиарди денари. Сега вкупниот износ на овие зелени кредити не е многу голем, е 250 милиони евра и е само 3,6% учество во вкупните кредити, меѓутоа оно што охрабрува е дека ова учество постојано расте и оно што охрабрува е дека банките активно размислуваат за креирање нови продукти кои што се фокусирани, да речам, во овој дел. И тоа е тоа што охрабрува. И сега, кога гледам уште структурата, може да се заклучи дека зелените кредити главно се одобруваат на предпријатијата, имајќи населението, меѓутоа нивното учество е релативно мало. Инаку, од кредитите на предпријатијата, значи зелените кредити одобрени на предпријатија се само 6,9% во вкупните кредити одобрени на компаниите, но и ова учество постојано расте. Експертите, а и статистичките податоци велат дека по Втората светска војна се наоѓаме во најголемата економска криза. Сега само прашањето е како да се изнедат начини да излеземе од оваа криза, односно сите овие кризи кои што, како што споменав, сите денеска ги констатиравме и сите ги чувствуваме последиците, кои директно, кои индиректно. Се вели дека секоја криза треба да има посебно решение, а најдобро е она решение кое што е употребливо на долг рок. Дефинитивно ние мораме да размислуваме во овој правец, ние мораме да инвестираме во обновливи извори. За некоја година ќе ни се воведат царински стапки за секој наш производ кој ќе треба да влезе во Европската Унија. Според Carbon Footprint, ние ќе ја плаќаме царината за тој производ. Значи, доколку користите електрична енергија произведена од јаглен, вие ќе плаќате поголема царинска стапка, доколку вашите производи се произведени од обновливи извори, дали е тоа солар, ветер, вода и така натаму, во тој случај царинските стапки. На тој начин Европската Унија сака да ги мотивира дури земјите од околината нејзина да работат на европската агенда. Инаку постојат светски протоколи, тоа е протоколот од Кјото, постои светски климатски фонд кој се наоѓа во Јужна Кореја. За жал, ние се уште немаме пристап до тие финансиски средства, кој е фонд основан од Обединетите нации, наменет за инвестирање во вакви зелени агенди, се уште не го користиме. Ние како Стопанска комора имаме една неофицијална наша калкулација дека во следните 10 години во нашава земја инвестиции во обновливи извори може да достигнат од прилика и до 5 милиарди евра, што воопшто не е мал износ и сметаме дека тоа може на долг рок да биде и движечка сила на македонската економија. Инаку, кога зборуваме за обновливи извори на енергија, да не заборавиме еден многу битен факт. Веќе го спомна господјата од Народна банка. Значи, тука има неколку претходни чекори. Прво треба квалитетен енергетски менеджмент, значи количините на енергија кои се трошат треба дефинитивно да се намалат. Ние не знаеме да го цениме, се уште се однесуваме по оние социјалистички нормативи дека енергијата е ефтина и дека ќе биде поевтина. За жал, вистинската информација, енергијата, особено за домакинствата, ќе расте во
следниот временски период и ние треба да се обидуваме со употреба на топлотни пумпи и други слични механизми да ја смалиме количината и нормално со инвестирање во обновливи извори, особено тука се покажуваат соларните електрани како наједноставен, најевтин и најбрз модел на инвестирање во обновливите извори. Сметаме дека на долг рок може на вистина да оваа земја има голем бенефит. Значи, дигитализацијата како процес е започнат на светско ниво, кај нас не можам да кажам дека е во некоја напредна фаза. За жал. За компанијата или За процесот дигитализација и енергетикава како дел од процесот на дигитализација. Значи, некоја системска промена и некое функционално решение се уште немаме во државата. Тој процес на дигитализација во енергетикава тек сега треба да почне да се работи како што треба. Значи, тука треба да бидат опфатени производствените капацитети, тука треба да бидат опфатени капацитетите кои што ни се за преноси, треба да бидат опфатени капацитетите што ни се за дистрибуција на електричната енергија. На тоа треба да се надодаде дека дигитализацијата предстои во делот на градежништво. Значи, и тука немаме никакви промени направено. Многу малку и многу скромно. Значи, нашиве компании тек сега им следи дел на промена од, да кажам, нормално, во наводници, нормален начин на работа во комплетно дигитализирање на целиот процес. Тоа е еден дел, градежништвото исто така е еден дел од енергетиката. Значи, тоа кога ќе се заокружи, сите тие се алки што не смеат да се, да кажам, да се утнат. Кога тој ланец целиот ќе биде како што треба, тогаш ќе имаме продукт како што треба да има, дигитален продукт. Нас не притиска енергетската заедница, а исто така ќе не притиска Европа колку што можеме поскоро тој процес да го направиме и колку што може поскоро да го уведеме во сите наши пори од општеството, а најмногу во енергетиката. За тој процес да се спроведе треба да имаме стабилни институции. Тие институции, државни институции. Тие државни институции прво треба да бидат вклучени во делот на промена на законската регулатива. Ние, како и многу пати досега, влегуваме во дел каде што тргнуваме да работиме, а немаме законска регулатива која може тоа да го поддржи. И ние имаме проблем со тоа. Јас комплетно сум согласен дека приватниот сектор треба да биде тој двигателот на оваа енергетска трансформација. Приватниот сектор треба да биде собственикот и операторот на енергетските капацитети во држава. Сега како се снаоѓаме, каква поддршка имаме од државата, мислам дека резултативе наши кажуваат горе-долу каква поддршка имат приватниот сектор. Јас конкретно за мене ќе кажам, пошто сум од приватен сектор, очекувањата мои се дека она што е преточено во закон, што го имаме како закон, што го имаме како правилници, не се достапни во секој поглед. И во поглед на урбанизмот и добивање одобренија за градби, и во поглед на решавање на инфраструктурни проекти, енергетски кабли, експроприација на земјишта, добивање на енергетски согласности, добивање на приклучни точки на електродистрибутивната мрежа. Тоа во законски рамки на хартија е, мислам, многу убаво прикажано. Има дубај рокој, од надвор да дојдеш и ќе мерджиш ова држава е таја што треба да дојдам. И после идеш овде и така. Мислам, не можев да издржам да се лажим овде. Дебатираме. Во секој случај конструктивно размислуваме, нели? Може ли малата белеска? Мислам, тоа е така на многу нива, во многу феномени и на светско ниво.
дури во земјишто не би очекувале да видите големо стапување помеѓу јавниот имидж и она перцепција што се гради во медиумите и она што е земјата. Меѓутоа самиот факт е дека конкретната компанија уште пред многу години значи инвестира за да може да изреализира толкави инвестиции во фотоволтаични системи, да сега изгради гасна централа, да може да реализира останати проекти во овој дел, значи тоа многу кажува дека и тоа многу пред годините на енергетската криза, која наеднаш јавноста стана свесна за она што се предизвици. Колку компании се такви? Тоа самото покажува дека доколку имало и од другата страна знаење, познавање, спознавање дека државата сепак била партнер. Инаку не би можела ни една да се изреализира, а ова не е единствен пример. Најнапред, темата на која ќе разговараме со моите гости од големо значење за прехранбениот сектор, особено во овие времиња кога се соочуваме со сериозни предизвици во сите индустријски гранки, а сериозно е засегната и прехранбената индустрија и агросекторот. Предизвиците со кои се соочуваме, како што се инфлација со рекорден раст од околу 20%, скапи енергенси, рекордно високи цени на суровините, ни сврлија од секојдневното оперативно делување и ни наметнаа нови начини на размислување и процесирање. Како се справуваат во ова непредвидливо секојдневие, ќе разговараме со нашите гости панелисти. Морате да го најдете оптималниот начин да може да не застане едно производство. Прехранбената индустрија е основна дејност каде што сите ние како консументи треба пред се да ја задржиме на едно стабилно ниво, да не дојде до покачување на цените, а при тоа да не застане производството. Ковидот беше изненадувачки период за секој од нас, за да отпосле се снаоѓаме во други сегменти. Витанова успеваше на долгорочно ниво да ги адаптира процесите на набавка, да ги адаптира начините на реформулација на рецептурите. Витанова не работи само како дистрибутер на суровини, туку е ангажирана од производителите низ регионот да прави развој на нивните рецептури. Што значи тоа? Во периодот на криза имавме можност да работиме со сите сегменти од прехранбената индустрија и да направиме рецептури кои што ќе можат да ги имплементираат, а не да ги покачат цените. Во недостиг на суровини, секој производител мора да има прва, втора или трета варијанта на производство, за да може да ја имплементира, а процесот да не застане. Да се захвалим на позиву да данас учествуем на конференцiji. Ето, просто iako ste me najavili kao gošću, ja bih si ipak rekla da se ovde osjećam kao domaća, obzirom da su ovde, da mi je rođeni otac ovde. Tako da, zaista je lepo vidjeti vas sve. Što se tiče nas kao kompanije, ja bih se nadovezala, jer je već pomenuta i, da kažem, i COVID kriza, i kako su cene tokom COVID-a jednostavno divljale i išle gore. To nas je negde sve osvestilo da kao države zaista moramo biti odgovorne da obezbedimo hranu, da svaka država treba da obezbedi dovoljno hrane. Na taj način su funkcionisali i fondovi. Znači, ovo mi je sada neka priprema kao odgovor na pitanje koje ste postavili. Znači, fondovi su kupovali veću količinu hrane, velike države su kupovale, da pomenem i Kinu, i sve je to dovelo do skoka cena žitarica, uljarica i uopšte hrane. Međutim, druga kriza koja nas je sada, da kažem, pogodila, ova ukrajinska kriza, je na neki način dovela do pada cena, tako da Ukrajina kao najveći proizvođač žitarica je preplavila evropsko tržište. Sa time su se prvo suočile zemlje Evropske unije, Poljska, Mađarska, Bugarska, Rumunija, koje su, da kažem, zatvorile u jednom momentu granice, jer je njihova poljoprivreda tog momenta doživela zaista katastrofu. Srbija kao zemlja koja je orijentisana ka izvozu što se tiče žitarica, gde su naša glavna izvozna tržišta Konstanca za rečni prevoz, Italija za kamionski i naravno okruženje, je jednostavno naše cene su počele da padaju. Da bi uopšte ostali konkurentni bilo kako, cene su maltene za nekih posljednjih 6 meseci skoro 40% otišle dole. To je dovelo u jako nezgodnu poziciju sve poljoprivrednike, jer su inputi bili skupi. Znači, ja sada kao dama koja barata brojkama
Zaista moram da pomenem da je đubrivo bilo 1000 evra, za 6 meseci je palo na 400 evra. Znači skupi inputi u proizvodnji i pad cena od 40% je i u Srbiji doveo do velikog problema što se tiče održivosti i poljoprivrednika. Naš posao kao nekoga koji je jednostavno stalno u ulozi davanja informacija korisnicima. S jedne strane imate proizvođače koji idu ka tome da idu cene gore, kupce koji treba da izvoze i prerađivačka industrija koji imaju interesu da cene idu dole. Smo imali izuzetno nezahvalnu ulogu, treba ostati objektivan, realan i na neki način bilo je stresno reći ljudima da niste iskoristili moment prošle godine kada smo vas informisali da padaju cene u Konstanci ili u Italiji i da sada morate da prodate pšenicu, ako ste prodavali za 40, sada ćete prodati za 22. Znate, nikome nije prijatno da mu to kažete, a da na neki način ne delujete, jer ipak sa davanjem informacija imate izuzetan uticaj na tržište i na neki način i formirate to, da kažem, komercijalno okruženje i nije lako, ali ja mislim da je imperativ u poslu biti objektivan i realan i podneti to jednostavno u cilju boljitka za sutra. Млечната индустрија кај нас, за разлика од месната индустрија, не е увозно зависна, односно сировината ја црпиме од македонските фармери и тука е битно да се каже дека фармерите ги снемува, старосната структура ги прегазува и оние компании кои што ќе ги задржат фармерите, а од друга страна мора да ги смалат цените, затоа што и сами рековте дека се 70% качени суровините. Тука некој баланс мора да се најде за спуштање на цените на сировото млеко, сходно на квалитетот на истото. Треба да се направи реален баланс, меѓутоа генерално ќе видиме, зависи од повише фактори, ќе видиме што ќе се случува, зависи од надворешниот фактор, од државата, од самите компании, ќе видиме како ќе се движат цените. Тоа можеме да направиме, тоа што го имаме, да го зголемиме производството. Значи, предпоставам дека прво нешто е да се смени системот за субвенционирање. Сега не сум експерт, го кажувам она што го мислам. Затоа што даваме 100, 20, 30, 50 милиона евра секоја година, а увозот на храна се зголемува. Патлиџани увезуваме. Така? Значи, најверојатно тоа треба прво да се направи. Потоа треба да се помогнат големите фирми, затоа што големите фирми можат да постигнат економија од обем, да го зголемат производството, да ги намалат трошоците по единица производ и да бидат конкурентни. Така? И трето, најверојатно треба да има некое решение во окрупнување на земјоделското земјиште и во решавање на системите со водоснабдување, за да можат да има вода на полињата, за да може да бидат поконкурентни поише да произведат. Значи, тоа би допринело за зголемување на производството. А увозно независни, тоа според мене е утопија. Почитувани присутни, добре дојдовте на сесијата која што е посветена на секој од нас. Буквално на секој од нас. Секој од нас кој што сака да вложува во себе, да се развива, да придонесува за себе и за средината во која што обстојува. Нас ни е цел и задача да направиме лична трансформација цел живот. Постојано правиме лична трансформација. Гледајќи наназад, гледајќи и нанапред. Сведоци сме дека современите организации денес имаат високи побарувања од своите вработени, а уште повисоки од своите менаџери. И дури во денешно време напад имаат и нереални очекувања од своите менаџери, но како и да е, ние треба да се подготвиме и лично, а да ги подготвиме и менаџерите на иднината што ни престои. Па токму поради тоа, денешните менаџери треба добро да знаат кои се, што сакаат и што можат да направат, да имаат висок степен на самодоверба, соодветно знаење на искуство, база на контакти, ова што денес го правиме, за да можат да се носат со сите современи предизвици на новото време. Ние моментално во Битола сме околу 5500 вработени, во Илинден броиме скоро 1000 вработени, значи тоа ќе не направи некои 6500. А во Битола моментално на лидерски позиции, дали среден или висок менеджмент, са околу 42% се жени, што е, мислам дека доста висок процент, бидејќи сепак ние доаѓаме од индустрија која повеќе се ја викат машка индустрија, нели?
додека во Илинден сме само веќе една година, баш сега пред некој ден и им честитавме на колегите кои што една година се веќе дел од Кромберг и Шуберт во Илинден, таму процентот е 40%, што за старт е навистина доста голем. Исто така да не го споменам, да морам да го споменам и фактот што и директорката и да речем генералниот директор и комерцијален директор на нашата компанија е жена и таа е директорка и во Скопје, и во Битола, и во Србија. Пак ќе речем во таа машка индустрија и сметам дека доколку не беше жена на таа позиција, дека можеби Кромберг и Шуберт немаше да го има успехот и да се проширува, да ги проширува своите капацитети толку многу како што сега ние го правиме нештото. Леп поздрав свима присутнима. Госпоđа Лидија и Мариле агенција, хвала на позиву. Данијела, хвала што водиш овај панел и заista ми е драго што имам прилику да поново уpoznam драге људи из Македонија, се увек веома радо вратим овде. Прije nego bih došla do odgovora na pitanje koje ste mi postavili, ja bih se zapitala koliko smo mi spremne i koliko smo sposobne na ovom mjestu radnom gdje sada radimo. Veoma je bitno koja god je od nas na funkciji na kojoj jeste, da zna da li ovaj posao obavljamo dobro. Ja radim malo specifičan posao, radim sa hiljadama žena, vodim jedinu savjetničku kuću za žene na Kosovu. Radimo također i sa ženama regiona, cijelog regiona Zapadnog Balkana. Imamo kontakte i u cijelom svijetu i ono što mislim da je jedan od najvećih problema jeste što ne samo žene, nego i žene i mladi ljudi i muškarci nismo dovoljno isprofilizirani. Mi smo nekad kao generacije radili tamo gdje, školovali smo se tamo gdje su nas slali roditelji da se školujemo, jer su mislili da je najbolje da budemo doktor, advokat, profesor i tako dalje. Onda smo se zaposlili u zavisnosti od mogućnosti gdje smo mogli da se zaposlimo, jer je bilo ovo prokleto vrijeme ratova i svega kako jeste. I onda smo se jednog dana, nakon ove korone, probudili svi, da ne kažem pola ludi, pola ranjeni, i nosimo svakakve repove sa sobom. Mislim da je veoma bitno da svi mi stanemo i promislimo ko sam ja danas, ovog momenta. Da li sam ja zadovoljna sa poslom na kom radim? Da li ja želim da radim ovaj posao? Ako jedan čovjek ima dovoljno jaku motivaciju, ako hoće da nastavi taj posao, on će sigurno naći način i da savlada i nove tehnike i nove oblasti i sve kroz šta trebamo proći sutra. Međutim, kažem vam, meni dolaze žene sa završena 2-3 fakulteta. Vi znate danas kako se i fakulteti završavaju, koja osnovne stvari nije u stanju da završi. Dođu mi majke, recimo, koje nisu bile u mogućnosti da se školuju, koje imaju preko 40 godina danas, koje su izuzetno sposobne, koje tek hoće da se dokažu i mislim da je to jedna od veoma jakih ciljnih grupa sa kojima treba da se radi na cijelom regionu. Овој панел е најтежок заради тоа што збориме за самите себе си, убаво е кога збориме за нашите експертизи и она што го работиме, поради тоа што сум скромна во принцип, но еве да кажеме да го ставиме тоа од страна на младите менаџери како еден совет кој што би го дала кон нив. Значи, она што мислам дека е најбитно е еден позитивен став кон нештата. Заради тоа што секогаш нешто фали. Ама да бидеме благодарни на она што го имаме. Така, нели, да гледаме чашата полуполна, не полупразна, и кога постои некој проблем да го формулираме тоа како предизвик. Кога ќе го сватиме дека е предизвик, веќе не е проблем. И да седнеме да го решаваме заедно. Јас знам на работа, така ме знаат и моите колеги, значи седнуваме сите заедно и тимски го решаваме за и тие да го почувствуваат проблемот, да го почувствуваат предизвикот, и кога ќе биде решен, тогаш веќе имаме многу голема сатисфакција од сите страни и сите го чувствуваме тоа како да си работиме за својата куќа, за својот дом и така натаму. Значи тоа мислам дека е една битна работа која што сите лидери или свесни лидери би требало да го имаат. А она другото е упорноста. Упорноста, некојаш мислам дека зид можам да подмрднам ако нешто
значи да кажеме се фокусирам во нешто и сакам тоа да го променам, мислам дека тоа навистина секој треба да го има, како заради тоа што живееме во таква околина кај што многу работи, многу препреки имаме за да ги преминеме, да ги освоиме. Ние постојано живееме во криза, нели германците сега видува што е криза, а ние цело време сме во криза и мислам дека нам ни е едноставно да, можеби и досадно кога немаме проблеми да ги решаваме. Така е и затоа и мислам дека таа упорност треба да биде наша особина, посебно на нас жените, да кажеме, и се одликува во целиот мој работен век.